Почитувани сограѓани, од времето кога начело на Република Македонија беше СДСМ, постојат датуми и личности кои не смееме да дозволиме да се заборават. Денес е еден од најцрните денови во поновата македонска историја, 17 март, денот кога владата предводена од СДСМ и покрај противењето на целата експертска јавност ја продаде тогашната СМ. Додека ВМРО-ДПМН и целата македонска јавност излезе на протести за да предупреди на штетноста од таквата продажба, СДСМ, начело со Радмила Шекеринска, не убедуваше дека тоа ќе биде бомбона бизнис. СДСМ ја продаде СМ за 225 милиони евра, а сметките за струја вртоглаво се зголемија, достигнувајќи ги европските. Како последица на таа продажба, новите газди отпуштија 1100 вработени, а на име на заостанат долг од граѓаните наплатија 150 милиони евра. Вистинска бомбона бизнис. Но за кого и како? За граѓаните никако, но за Шекеринска и незините партиски другари сигурно добар бомбона бизнис. Почитувани сограѓани, нашата цел со оваа пресконференција е да подсетиме дека овие луѓе никогаш не треба да ги заборавиме. Никогаш да не дозволиме такви патриоти повторно да ја водат нашата Македонија. Бидејќи Шекеринска и незините другари постојано се начело на СДСМ и повторно без и малку срам зборуваат колку се тие чесни и без и малку срам си дозволуваат повторно да ја бараат довербата од народот. Да подсетиме дека владата предводена од ВМРО-ДПМН дури и во оваа тешка светска економска криза успешно се справува и наоѓа методи за директно да им помогне на најранливите категории на граѓани и да ги ублажи последиците од штетните бизниси на СДСМ. Спроведуваме проект за борба против енергетската сиромаштија и на социјално загрозените семејства им овозможуваме директна помош од 700 денари за потрошена електрична енергија по семејство. Вршиме рефундирање на 30% од средствата инвестирани во колекторски системи. Инвестираме 62 милиони евра во енергетски капацитети. Пуштен е нов систем во рек Осломеј. Целосно е завршена изградбата на ХЕЦ Света Петка. Рудникот Брод Гнеотино е целосно технички комплетиран и така натаму. А што се однесува до Чебрен и Галиште, правиме на човечки напор истите да се стават во функција, но при тоа договорите во ниту една клаузула да не ги загрозат македонските стратешки интереси. Во моментов повторно е во тек тендер, за кој досега неколку компании имале подигнато тендерска документација и кој се надеваме ќе заврши успешно. Да се направи разлика помеѓу доброто и злото е исто толку лесно колку што е лесно да се направи разлика помеѓу искреното и честното, домаќинско работење и нечестното разнебитување и распродавање на стратешките македонски интереси за сметка на личното богатење. Почитувани сограѓани, изборот е лесен, затоа што е еден и единствен. Изборот е Македонија.